Се уште не пукнал октомври, а температурите паднаа под вообичаеното. За многумина ваквата нагла промена на времето повеќе ги потсетува на ноември и им носи катастрофални последици. Едногласно коментираат дека од лето веднаш се префрливме на рана зима. На удар секако први се метеопатите, кои веќе ја започнаа борбата со првите симптоми кои ги донесе раното заладување. Настинки, вртоглавица, болка во коските и мускулите се само дел од симптомите на кои се жалат граѓаните. И секоја чест на исклучоците, има и такви кои го чувствуваат наглиот пад на температурите, но немаат никаков проблем. Мислам дека лошо се одразува према луѓето. Дали е таа промена нагла или не знам каква, ама изгледа дека е поради тоа што е нагла промената. Осеќа се таа разлика и лично ја осеќаме веќе ние постарите поготово, а веројатно и помладите. Не, ја немам проблем. До сега ја и кога одам на матичниот лекар, ништо не се жалам, едино што имам повредено коленото, зимам апчијан со толку. Ништо не осеќам. Исто ми е. Добар сум, здрав сум. Секој на различен начин се справува со есенскиот студ, а голем е бројот на оние граѓани кои веќе ја започнале грејната сезона. Топло е во станот се уште, меѓутоа ако продолжи вака, веројатно ќе мора да се уклучи или термо или нешто друго. И ладно е веќе. Времето се менја. На што се греете ова година? На дрва. Да. А на што се грее? Па дрва имаме малку и така што останале од лани. Се греете? Не сме уште не сме, али ладно е више. Ќе треба да се за мали деца кои има, ќе треба да се пале огиња. А ние старите не ни треба уште. Метеоролозите најавуваат дождлив и студен октомври, а лекарите советуваат да ја спакувате летната и спремате зимската облека и наместо ледени газирани пијалаци да се насочите кон конзумација на топли чаеви како основна превенција од вирозите кои